Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. Денеска решив да не ви го најавувам премногу мојот денешен, а и ваш гостин, затоа што сигурна сум дека добро ви е познат на сите вас. Станува збор за, пред се би рекла, познат пејач, но од друга страна познат актер, дел од театарот Дел Арте во Битола, Бојан Стојков. На моја огромна чест и задоволство денеска те имам како мој гостин, со една единствена цел што се поблиску да те доловиме до сите наши гледачи. И јас сигурна сум дека битолчани посебно премногу те познаваат, а и останатите граѓани, но со оглед на тоа што мојата емисија се гледа низ цела Македонија, ете да те доловиме и на оние што не те знаат. Добре дојде во мојата емисија. Добре ве најдов. И се надам дека ќе имаме убав и опуштен разговор. Така се надевам и јас исто. Ајде би сакала да го почнеме разговорот од она што најскоро се случи кај тебе. Тоа е новогодишната представа Подарок за Дедо Мраз, токму од театарот Дел Арте. Во неколку дена ја игравте тука на големата сцена во Центарот за култура. Исто така имавте нејзино представување и пред публиката во Демирхисар. Пред се, како сте задоволни од тоа како оваа новогодишна представа наменета токму за децата, за најмладите, беше прифатена од нивна страна? Вака сега, значи представите на Дел Арте, веќе среќен сум што се хит во Битола и веќе младите не препознаваат, веќе неколку години наназад. Истиот случај беше и со последната представа Подарок за Дедо Мраз. Новогодишна представа. Интересното кај нас како театар е тоа што представите ги, значи се целосно наш производ, текст, режија и така натаму, значи не се оние класични детски приказни кои што обично театрите се навикнати да ги поставуваат години наназад, како Црвенка Патрнорушка, Снежана и така натаму, па прават некакви варијации на Снежана со Дедо Мраз и така натаму. Кај нас е целосно нова приказна и тоа најмногу не исполнува затоа што децата кога ќе дојдат гледаат некоја сосема нова приказна, сосема нови ликови и така натаму. И така да и ова представа помина супер од младата публика. Бевме аплаудирани како и секогаш, значи мислам дека ги научивме децата од најмала возраст до петто оделение како што ја посетуваат нашата представа. Таа возраст ги научивме да ни аплаудираат и така натаму, значи веќе се учат на театарска култура. Така, бидејќи ни предстојат новогодишните празници, се разбира дека дел од самата представа, токму сите наши гледачи ќе имаат можност да проследат и во оваа емисија Одблиску со. Пред да продолжиме со останатиот разговор, ете би сакала малку поконкретно за содржината на самата представа и колку време ви беше потребно за да ја спремате. Ете, јас верувам дека вие во текот на целата година работите, нели тука се постојано идеите кои што ги имате сите вие вработените во Дел Арте со цел да направите нешто ново, нешто поразлично, нешто што ќе остави посебно внимание кај самата публика, но поконкретно ще малку да се задржиме на оваа представа, па после тоа ќе продолжиме со останатите теми. Па вака, Подарок за Дедо Мраз е една бајка по текст на Димитар Захариевски, значи колегата со кој што го работиме театар Дел Арте. И сме некако поделени во однос на тоа, значи Димитар ги работи текстовите, потоа јас ја преземам поголемиот дел од работата во организација, режија и така натаму. И можам да кажам дека она што го гледаат, значи кога ќе дојдат како готов производ, децата, возрастните, без разлика што и да работи Дел Арте, не е едноставно така лесно, посебно кај нас, затоа што подготовките за една детска представа траат многу повеќе од она што изгледа дека траат. Значи, се прават истражувања прво за самиот текст. Значи, Димитар работи на истражувања на бајки и така натаму, во зависност од тоа каква е приказната, дали се задржуваме на македонскиот фолклор и работиме нешто помодерно и така натаму. Меѓутоа, се она што го правиме за децата и што го гледаат е оправдано на некој начин и точно, значи не вадиме работи од ракав. Сакам да кажам дека се е оправдано, се е со некакви докази и така натаму. Кога се работи за бајка, зборуваме новогодишна бајка, ете како овој пат, Димитар има малку поодврзани раце,
бидејќи сепак се работи за Дедо Мраз, постојат волшебства и така натаму необјасневи работи кои што не можат да се објаснат на некаков начин и да се докажат, и така да има поодврзани раце. Сепак текстот го работи месец и пол, два пред да почнеме со проби. Потоа имаме проби од прилика месец и пол, значи некаде 3 до 4 месеци е подготовка на една представа. И затоа Деларте годишно, како проекти детски представи, има околу 2 до 3. Затоа што и времето не ни дозволува. Поќе подарок за Дедо Мраз е една интересна бајка која што можем да кажеме како еден втор дел на нашата прва новогодишна представа. Се викаше Работилницата на Дедо Мраз. Ова е како еден втор дел на Работилницата на Дедо Мраз. Јас се појавувам во ликот на Кочо Црниот, еден интересен лик кој што во првата представа Работилницата на Дедо Мраз доаѓаше во работилницата со цел да направи пакост, да укради подароци и така натаму, затоа што Дедо Мраз не му подарил него подарок кога бил мал. А тоа воопшто не се случи, затоа што Кочо заборавил дека Дедо Мраз му подарувал многу подароци, па потоа станува добар и така натаму. И сега овој дел, некако втор дел продолжение на работилницата, Кочо е веќе заедно со сите во работилницата, со елфовите, и смислуваат како овој пат тие да му подарат подарок на Дедо Мраз, бидејќи тој секогаш им подарува на сите деца, меѓутоа никогаш не е добил подарок. И интересното е тоа што одат во светот на бајките, затоа што мислат дека таму ќе најдат волшебен подарок. Тие сакаат да му подарат волшебен подарок на Дедо Мраз, и има интересни авантури како се среќаваат со ѕверот, од убавицата и ѕверот, со Снежана, со Црвенкапа и така натаму, но во една наша бајка. И така да децата видоа дека сакам да кажам, нашите представи секогаш се со некаква порака. И во оваа представа децата слушна и видоа порака. И тоа беше дека подарокот, доколку се подари со љубов, почит и грижа, без разлика каков е, тоа е стварно вистински подарок. Се стремиме кон тоа да децата секогаш заминат од нашите представи со некаква поука. Тоа ни е главно, освен забавата, авантурата, песните, кои што исто така се наш производ, да заминат со некаква порака од тоа. Така, се согласувам потполно со тоа. Продолжиме со нашиот разговор. Јас предлагам во продолжение да погледнеме делот токму новогодишната представа Подарок за Дедо Мраз од страна на театарот Деларте, па се разбира после тоа се враќаме повторно назад со нашиот разговор со мојот денешен гостин Бојан Стојков. Вака сега да не ми замените, ама овој светот на бајките ништо посебно не бил, како селото на баба ми. Леле, колку е прекрасно! Види колку баба природа има! А и дрвја! И водопад! Магично е! Да не забравиме зашто сме тука. Да. Тука сме да најдеме волшебен подарок за Дедо Мраз. А овде само некој волчевен овчар ќе најдеме, така јас. Зошто така зборуваш, Кочо? Па зарем не ти е убаво тука? Убаво ми е, како не ми убаво, ма вие кога рековте, се ќадиме во светот на бајките, и јас си реков сега, таму ќе видиме дворци, така, принцеви, принцези, кои ни прекрасни, така. А тука младето тук. Кочо, немој ти одма сега се разочаруваш. Па јас имам читано дека во многу бајки има волшебни шуми. Па може би ова е волшебната шума што е барам. Од каде знаеш? Мислиш? Па мислам. Погледнете, не ви доаѓа! Ова е некој девојче со црвено капче, така. Ова е... Абе знам! Трнорушка, така. Не, Кочо, не! Како не? Рушите се црвени, темјенушките сини, ова е трнорушка или така ми се чини? Не, Кочо, не е трнорушка. Добар ден! Црвенкапа! Како сте? Да не сте се изгубили во шума? Не, ние намерно дојдовме тука. Ние бараме волшебен подарок за Дедо Мраз. Волшебен подарок за Дедо Мраз? Да. Извини да те прашам вака нешто. Ти не си трнорушка? Не, јас сум Црвенкап. Зарем не ме препозна по бојата на капата што ја носам? Јас те препознав. И јас те препознав, ама Кочо мислеше дека си... Трнорушка. И јас мислам дека си трнорушка, така од розите црвени се, така и ти, така и со кошницата, да.
Бојана вистина интересна представа, но од друга страна, како што кажа, на вистина поучна порака која што сите дечиња можеа да ја извадат од оваа новогодишна представа Подарок за Дедо Мраз. Би сакала да се задржиме уште малку за вашата работа, за театарот Деларте. Кажа накратко околу спремањето на секоја нова представа, што е она што вие се стремите. Ако не се лажам, го оформивте театарот пред 4 години, од прилика. Од каде дојде самата таа идеја да создадете еден театар од ваков тип, за кој што би рекла на вистина е препознатлив не само кај самите дечиња, туку кај целиот народ и не само тука во Битола, туку во овој Преспанско-Пелагонски регион? Па, искрено, доста време, доста години се занимавам со театар и кога влегов малку во музичката кариера, некако ми фалеше сето тоа. Јас бев дел од Солза и смеа, голем дел. Мислам, доста години бев дел од Солза и смеа. И потоа кога се вратив од Бугарија, некако ми зафали сцената. Така натаму, меѓутоа веќе не работев со Солза и смеа и сакав да создадам нешто мое. И заедно со Димитар решивме да го направиме театар Деларте. И не сгрешивме, мислам. Дека фалеше исто нешто ново во Битола, малку свежина, дали било за детски представи, за комедии и така натаму. Сепак се ново носи некаква свежина и мислам дека и ние донесовме во културата и се надевам дека ќе продолжиме да работиме како и досега. Така, се согласувам потполно со тебе, со ова што го кажа дека на вистина внесовте една нова свежина во културата тука во Битола, нешто што и фалеше пред се на сите граѓани. Кои се идните планови со театарот Деларте? Што е она што го планирате и дали можеби размислувате на зголемување на бројот на вработени што ќе бидат дел од вашите представи? Па вака, Деларте, како прво, многу пати кажавме дека е театар кој што сака да едуцира, да регрутира млади членови и така натаму. И сите оние кои што работат и играат во театар Деларте се млади глумци, уметници. Ние цело време го менуваме составот на некаков начин, имаме стални членови кои што веќе од почетокот на Деларте се заедно со нас. Но еве како јавна покана, секој оној кој што се осеќа спремен за насцена, има кеф, има талент, може слободно да ни се јави. Значи и затоа постоиме. Сепак веќе почнавме и да, како што кажав, да регрутираме и да праќаме наши членови на Драмски факултет во Скопје, како што беше и примерот со Солза и смеа. Од Солза и смеа се излезени многу денешни глумци во Народен театар Битола. Еве, ние не се вработивме. Саше Димитровски од Солза и смеа и јас не сме вработени во театар. Имаме наши приватни театри и се надевам дека ќе продолжиме со работата, меѓутоа многу зависи од други работи. Значи сепак од сакам да кажам од локалниот бизнис многу работи зависат од тоа како ќе имаме соработка со училиштата и така натаму, од многу работи зависат, меѓутоа се надевам дека нема да имаме кочница во иднина и дека ќе работи театар Деларте не само за нас, туку и за децата. Затоа што сепак создаваме култура, ги учиме децата како треба да се однесуваат на театар. Многу е важно. Јас знам по мене, по тоа како сум јас растен, значи сите тие бајки, цртани, представи, филмови кои што ги гледавме во детството, имат големо влијание на личноста кога ќе станеме возрасти, на нашата личност. И сепак сметам дека многу е важно децата да бидат културно образовани, едуцирани, да го ценат доброто и да се изградат во едни добри личности. Значи не е се само во образованието, во учењето, во компјутерите и така натаму, сепак треба да ги ценат вистинските вредности. И сметам дека имаме многу голем допринос во сето тоа. Се надевам дека имаме и дека сите тие генерации што иделе на наши представи, еден ден ќе ги раскажуваат нашите представи, ќе се сеќаваат со восхит, и
дека ќе доаѓаат пак и ќе ги пуштат нивните деца. Така, навистина преубаво кажано од твоја страна, потполно се согласувам со сето тоа што го кажа, но од друга страна одлична можност е тоа што вие им нудите на сите млади, на сите оние што сакаат да стапнат на штиците што живот значат, да им го пренесете вашето знаење кое што вие го имате, односно вашето искуство. Она што ме интересира, кога се роди твојата љубов токму кон глумата, кон актерството? Па не знам искрено точно да ви кажам кога се роди. Јас мислам дека уште од дете во моето растење си имав афинитети кон сите тие работи, кон музика, уметност, театар и полека ги почнав да ги реализирам. Со нормално знаете патронатите на основните училишта, прво се појавував како солист, пејач на сите патронати со македонски народни песни. Не знам, потоа во 5-6 оделение со некакви драмски сечоци и така натаму. И потоа во средно училиште нормално, кога едно време во Битола имаше многу театарски представи аматерски. Сега веќе ги нема. Се правеат драмски аматерски игри, од кои се одбираше една представа и одеше на ниво на Македонија во Кочани, се натпреварувавме и тогаш имаше по 10-11 представи од Битола. Сега никој не работи, имаше многу ентузијасти и тогаш почнав некаде 99-2000 година по професионално да се занимавам со тоа и така, веќе еве колку 16-17 години. Така, значи тој момент беше пресуден токму твоето образование да го продолжиш факултетско образование на факултетот за глума во Бугарија? Во Бугарија, во Благоевград, да. Така, кој момент те беше пресуден за ти да се одлучиш да го продолжиш твоето школување и какво беше нели самото искуство, самото знаење кое што ти го стекна од таму? Верувам дека имаше можност да работиш и на некои посериозни проекти. Па вака, значи образованието, како да ви кажам, во театарот моментално образованието не дека не значи, меѓутоа според мене не значи ни многу. Многу актери светски популарни исто и кај нас немаат образование, значи немаат драмски факултет, па се едни од најдобрите актери. Секогаш викаме актерството, талентот или го имаш или го немаш. Се надоградува. Не дека не, значи мора да познаваш многу работи, меѓутоа ако го сакаш и сам можеш да ги научиш многу од работите. Но сепак факултетот е факултет. Многу работи научив на факултет, многу работи и ние ги научивме, затоа што сепак во Бугарија малку е поразлично отколку во Скопје. Во Бугарија се обрнува внимание повеќе на дисциплина, на сценско движење, на такви работи. Во Македонија не е пракса, мислам по она што го знам, јас не сум учел во Македонија, меѓутоа колегите она што го кажуваат, не е баш пракса. Кажав дека многу научив, многу и нив ги научивме на интересни моменти, а она што беше пресудно е, знаете, она кога ќе ви каже некој, кога ќе станам на сабајле, ако не размислувам ништо друго освен на уметност, на театар и на музика, значи со тоа треба да се занимавам и тоа беше пресудно да се запишам на драмски факултет. Така, од аспект на актерство, дали имаш некој си предизвик, некоја си представа која што сакаш ти да ја поставиш или да ја поставите, или можеби некоја актерска улога која што тебе ти е така омилена, која што сакаш, например, во догледно време да ти се случи? Па, немам ништо, мислам онака да сакам посебна желба да имам да играм некој посебен лик. Меѓутоа сакам да почнам да се појавувам на филмови. Така? Тоа ми е моментално интересно, театарот ми е интересен, нормално дека го сакам, меѓутоа телевизијата и филмовите ми се некаква желба. И би сакал да почнам да работам како филмски актер. Се надевам дека за скоро време ќе ти се исполни твојата желба и ти посакувам. Кај нас е малку потешко, Потешко, знаете. така. Филмската продукција не е во некој подем, се работат некои работи во последно време, меѓутоа колку се квалитетни или не, ајде не сакам да коментирам. Зборувам за надвор, многу е добро кога некој актер ќе најде некаков пат
во филмската продукција надвор од нашата држава, дали било европски филм, холивудски филм, сепак има многу повеќе простор да те видат во светот отколку кај нас. Кај нас е мал пазарот и колку и да работиш, колку и да се трудиш, пак е тоа. Така, би сакала во оваа емисија да ја опфатиме малку и другата страна на Бојан Стојков, да ја оставиме малку актерската работа, глумата настрана. Јавноста, тебе пошироката јавност би рекла те препозна токму преку учеството во талент шоуто Идол, каде што го освои второто место, но ете твоите почетоци не се со музиката поврзани со тоа шоу, како што ми кажа пред да почнеме да ја снимаме оваа емисија, за прв пат на сцена како пејач си се појавил на првиот Сидо фестивал. Кога беше тоа? Во далечна 1900? 91. Така, 91. Ајде да позборуваме малку и за тоа, за тие музички способности кои што ги поседуваш, за таа љубов кон музиката, значи тоа беше твојот посериозен настап во 91-та година? Да, посериозен настап. Мислам, првото Сидо излезе како хит, фестивалот во Битола, да. Знаете, во тоа време постоеше само македонска телевизија и се што ќе излезеше на македонска телевизија беше хит. Затоа што и се селектира работите, некако сега се пушта буквално се и се што. И кога слушнавме, така се сеќавам како во сон, стварно бев многу мал, 5,5 години, кога слушнавме дека ќе има фестивал, нормално дека желбата во мене сакав да се пријавам да пеам, моите знаеа дека сум талентиран и ме пријавија и тогаш немаше спонзори и родители кои што плаќаат за децата да им пеат на фестивали, како што моментално се случува. Тогаш или знаеш да пееш или не знаеш да пееш. Ако знаеш да пееш, ќе пееш на фестивал, ако не, слободно можеш да се занимаваш со нешто друго. И така беше и тогаш. Се сеќавам Кире Костов, нашиот битолченец, сите го познаваат, авторот на многу песни на Тоше Проевски, беше во жири комисија. Жири комисија немаше тогаш како сега жири комисија седнати на столици, тројца, четворица, значи Кире Костов седеше на клавир, со уште двајца, тројца таму и не преслушуваше дали знаеме да пееме, значи ги проверуваше нашите пејачки способности, слух и така натаму. И во тој момент се решаваше кој ќе пее и кој нема да пее. И така да љубави спомени бевме да снимаме во македонска телевизија. Уште тоа време со комбе, јас бев најмал учесник, бев со мајка ми, нормално, не можев да одам сам. И така, интересно, моето прво појавување, потоа истата година пеев на патронатот на Гоце Делчев, соседнав да вечерам, па знам дека ме имаше во Весник, како младиот Бојан измами најмногу аплаузи, така, значи забавната и народната музика во ист период. Така, браво, навистина верувам, ете едно прекрасно навистина искуство. Како после тоа се одвиваше твоето развивање во однос на музиката? Па имаше еден период кога не работев ништо посебно со музика. Растењето му е во основно училиште, почнав да се занимавам и со нешто сосема друго, со модерни латиноамерикански танци и стандардни. Тогаш се отвори Степ клубот во Битола. Така, еде, уште еден интересен податок, штас не го знае, поверувам и нашите гледачи. 96-та, па исто имам учествувано на надпревари, имам добивано и награди. Браво. Бев многу послаб од кога што сум сега. И меѓу првите 10 членови бев во Степ. Така да се занимавав малку и со танци и потоа кога веќе бев во средно училиште, почнав да се занимавам со театарот и со музиката малку попрофесионално. Направив нешто така од локален карактер, снимив неколку спота, со песни се појавив на неколку фестивали, почнав да настапувам по кафичи, клубови и така натаму. И така ми почна некако кариерата. И како испадна тоа да се пријавиш на Идол? Верувам, шоуто кое што на некој начин ете ти го промени животот, како некоја откочна даска од тој никогаш не сум ги аспект. гледал такви шоуа, ниту пак ги гледам сега, макар што бев дел од сето тоа.
и морам да кажам дека тоа беше желба на сестра ми и на мојот колега Александар, кој што свиревме тогаш заедно низ кафичите и така натаму. Нивна желба беше мораш да се пријавиш, мораш да одиш и ајде викам ќе се пријавам, макар што ви кажав дека нисум ги гледал, ниту пак сакав да ги гледам, ниту пак сакав да учествувам, затоа што тезата ми беше ако одам да се устремам, сепак имам некакво име, некакво реноме, работам и така натаму, не сакав да одам. Не дека немав самодоверба и така натаму, меѓутоа немав доверба во другите што се таму. Некогаш не знаат да пресудат како што треба, многу пати талентирани луѓе губат во таквите шоуа. И затоа не сакав, меѓутоа ете, желбата на сестра ми, на колегата, викам нема проблем, ќе одам. И беше Скопје, бев Скопје сасема случајно. Димитар Андоновски пееше на Скопски фестивал и бев специјално Скопје да го гледам Димитар Андоновски во живо. Мојот пријател и истиот ден или другиот ден беше, мислам, пријавувањето. Се пријавив и така. И така почна се. Јас се сеќавам, навистина бев помала, и 20-те чекавме да дојде секоја наредна недела за да те гледаме тебе, за да те бодриме. Беше познат како Бојан Стојков од Битола со мокниот и одличниот глас кој што го поседува. Навистина ете како што се сеќавам сега, убави времиња беа тоа. Дами и господа, Бојан Стојков. To the hearts of the holy places. Love me, love me. And I wonder, am I gonna dig a cold David under? And the sea, under me, under you, under we, under fighting. Undecided, yeah! Колку ете самото учество во Идол ти го промени тебе животот? Па ми го промени многу, не дека не ми го промени во однос на кариерата, финансиски, секако во секој поглед, поинакви видици. Знаете, кога ќе излезете од еден провинцијален град, како што моментално е Битола, Битола не беше провинцијален град пред 100 години, меѓутоа сега е и нема зашто се лажиме. И кога ќе излезете од еден таков град каде што се е концентрирано внатре, излегувате надвор, го гледате светот, гледате дека има и други работи и така натаму. Претходно немав многу прилики да шетам низ светот, меѓутоа ете со пејачката кариера имав многу прилики да видам многу работи и така да ми го промени стварно многу животот во однос на се. Беше интересно, можам да кажам дека едно од најдобрите такви реални шоуа кои што постоеле, затоа што сепак се пееше во живо и со бенд. Значи, не вештачки онака со матрици, како што последните се некако направени. Беше интересно, како што слушам и од оние кои што го следеа, го гледа, имаше некој посебен жар самото шоу во Идол, затоа што и беше прва соработка со Бугарија. Обично ние како држава, Македонија секогаш во
во тој однос некаква соработка со Србија, Босна, мислам државите од бившите југословенски простори. Ова беше нешто сосема ново. Значи бевме во Бугарија, каде што знаеме малку Бугарија и Македонија секогаш сме на некаква ратна нога со историјата. Ова беше не знам, нешто ново, нешто интересно. Ги турнавме сите тие бариери на некаков начин и така да мислам дека сето тоа остави еден впечаток и кај младите. Јас се сеќавам тогаш беше во подем и исто интернетот, Фејсбукот и така натаму. И по порталите, по Фејсбукот, по сите тие профили, колку бугари и македонци станаа пријатели и така, се заради идол. Така, И до одлична ден денес новина. се негуваат тие пријателства. Така, тоа е супер. Сепак нели пријателството е тоа што останува за секогаш, во секој случај позитивно искуство. Твојата музичка кариера се одвиваше во нагорна линија, трае се до ден денеска. Каде сите тебе може да те видат, значи ти настапуваш низ клубовите низ цела Македонија Да. со инструментал бенд, така? Да. Каде себе може да те видат? Поконкретно еве за новогодишните празници, бидејќи сега ни предстоат за кратко време. Веќе 2 години сум заедно со инструментал бенд, тој е мојот бенд кој што стои позади мене и јас пред нив како пејач, фронтмен и можам да кажам дека имаме доста работа, доста настапуваме, најчесто надвор од Битола, низ цела Македонија. Може да не видат секаде, Струмица, Берово, Брод, Ресен, не знам, Струга, Буквално Прилеп, секаде, низ цела Македонија, буквално така. секаде. За новогодишните празници сме во Берово. Поканувам сите оние кои што сакат да дојдат. И така да неуморно се работи. Сега неизбежно ми е прашањето како пристигнуваш со се. Од една страна се тука ангажманите кои што ги имаш во театарот Дел Арте, но од друга страна се тука постојаните настапи кои што ги имате токму со инструментал бенд. Или ако се сака се може со добра организација. Мора, нема друг начин. Мора, кога сум решил да се занимавам со сето тоа, мора да биде така. Значи мојата работа не е од 8 до 3, па да се вратам дома и толку. Мојата работа е преку цел ден, дали било со театарот или со музиката, со проби, со свирки и така натаму. Меѓутоа, сепак ќе кажам дека секоја прилика ја користам кога сум на телевизија и на интервју, до оние кои што ги редат работите во државата, дека треба малку да мислат на сите оние кои што се трудат во оваа држава и даваат се од себе, да стварно заработуваат и да останат кај нас. Во последно време, знаете, гледате, многу млади се селуваат и така натаму од државата. Мислам дека треба повеќе да се цени трудот на овие млади луѓе. Не само за мене, има многу други кои што работат исто така напорно и да ги задржат. Значи, да не задржат, затоа што ако продолжи вака ситуацијата, никој нема да не задржи. Ние сепак работиме, сепак ова го правиме за нас, за државата, остануваме овде и мислам дека треба да се вложат повеќе напори да се цени тоа што го работиме. Така. Сега би сакала малку професионалниот план да го оставиме настрана, бидејќи како што кажав, целта на мојата емисија е што поблиску да те доловиме до нашите гледачи. Како поминува еден твој обичен ден кога немаш свирка во Битола или надвор од Битола или кога немаш некои си посебни ангажмани со театарот Дел Арте? Дали го практикуваш пиењето кафе на широк со какете? Кои се оние активности кои што ги имаш во еден ден? Вака сега, јас освен овие работи имам и хоби во животот и не само едно. Јас сум риболовец, многу сакам да одам на риби, таму се опуштам, исто и готвењето ми е на пасија. Не одам често на кафе, значи мислам дека го поминав тој период и го користам денот за други работи што ми исполнуваат, не дека не сакам да седнам, да се случува. Така. Да, и да излезам и да седнам на кафе, меѓутоа кога се движите цело време по кафичи, по клубови, по такви работи, се здосадува сето тоа и многу не се движам. Обично повеќе можете да ме сретнете по маркети низ Битола. Сакам да излезам да
на шопинг, дали било прехранбени производи, облека и така натаму. Повеќе тоа ме исполнува и ви кажав, моето хоби риболовот и пасијата, сакам да сготвам нешто низ дома и така. Така, бидејќи кажа Нормално. дека токму готвењето на храна е твоја пасија, во каква храна најмногу уживаш, односно што е она што најмногу го готвиш ти, дали си испробуваш некои нови специјалитети, си правиш експерименти? Па, во однос на тоа прашање имам многу да зборам, не знам, најубаво ќе биде да го скратам. А може би Ете да ќе треба кажам. посебна емисија токму со готвење да направиме. Па јас потекнувам од семејство на готвачи, баба ми и дедо ми од страна на татко ми беа професионални готвачи и кај мене секогаш во фамилијата храната има еден пијадестал. Значи треба да биде убаво сготвено, не сме да се сгреши и така натаму. Не дека јас сум вака, не значи дека моите се сите слаби, сестра ми, мајка ми и татко ми, ете јас сум малку покрупен, ама не е до тоа, значи секогаш се готвела здрава храна. Меѓутоа многу сакам да готвам не само македонска храна, италијанска, француска и се многу се интересирам, гледам многу емисии за готвење. Пред неколку години специјално платив една телевизија од Бугарија со сателитска, се вика Фиеста телевизија. Не е тука воопшто позната, меѓутоа ги има старите готвачи. Јас многу сакам да ги гледам старите готвачи. Мислам, младите ми се интересни, да, меѓутоа старите се оние како викат Библија за готвењето. И така да имам платено специјално телевизија од Бугарија само за нив. Браво. Ете се надевам дека може би некогаш во иднина ќе имаме можност токму да реализираме нешто такво, да видиме и таа твоја друга страна, тие твои способности кои што ги имаш околу готвењето на храната. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Ох. Мотото кое што ме води во животот, па немам ништо посебно што ме води во животот. Едноставно го правам она што го сакам и мислам дека затоа имам некакви успеси, ако можам да ги наречам успеси во животот. Сепак, може би клише ќе звучи, но навистина е така. Кога го работите она што го сакате, не ви изгледа баш тешко. Ако го работите она што не го сакате, секогаш ќе ви биде тешко, наоѓате само некакви прилики да се извлечете од работа и така натаму. Мене ми е сатисфакција она што го работам, и музиката, и театарот и така. И се надевам дека така ќе ми остане и ќе ме води во животот нормално. Така, тоа е нели многу битно кога човек ужива во работата што ја работи. Уште едно прашање на самиот крај кој што верувам дека ќе биде најинтересно за влюбениците во твојата музика, за она што ти го работиш, кога ќе ги израдуваш со некоја нова песна, со некоја нова numera? Па моментално треба да излезе една моја песна. Чекам, пошто песната е субвенционирана од Министерството за култура. Мислам дека ќе биде нешто интересно од мене. Тоа е една забавна патриотска песна за Македонија. Одамна не сме слушнале такви песни. Ако се сеќавате, имаше многу кога имаше војна во Македонија во 2001 година. И останаа како хитови, јас сакав да направам една таква песна. Направив, меѓутоа чекам да се средат сите тие договори, финансиски и така натаму, за да се пушти песната во етер и да се сними спот. Тоа е нешто ново, па имам уште 2-3 кои што исто така чекаат, меѓутоа знаете во последно имаме проблем и со пласирањето на македонската музика. Нема каде да не видат, интернетот остана само единствено каде што може да не следат. И мислам дека и во тој однос треба малку да се поправат работите, значи сепак треба некаков стимул за нас, за да работиме, да снимаме и да има каде да не видат. Тоа е многу важно. Сепак музиката не ја правиме ние само за нас, ја правиме за слушателите. За пошироката јавност, така во секој случај ние очекуваме се што е ново од твоја страна, се разбира дека нашите гледачи благовремено ќе бидат известени за сите новости. Мене ми останува да ти се заблагодарам за тоа што беше мој гостин во емисијата Од блиску со.
Ке ти посакам уште многу успеси и во иднина. Повторно ќе кажам, тука сме во секое време да ја промовираме твојата работа и во однос на музиката, но од друга страна од она што го работи театарот Дел Арте. На самиот крај само некоја си порака до нашите гледачи. Прво благодарам за поканата, се надевам ќе има прилика да снимиме пак интервју. Кога кажувам ќе има прилика, тоа значи дека ќе изработиме нешто за да имам што да кажам на интервјуто, дека нема да биде само така разменување на зборови. Пораката моја е нормално во однос на тоа што јас го работам. Значи, посетувајте театар, слушајте убава музика, бидете добри, хранете се добро и здраво и немојте да се нервирате, затоа што нервозата е во 21. век корен на сите болести. Бидете ведри, насмејани, кога е така, се е добро. Така, одлична порака за самиот крај, ти благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со на телевизија Мега. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира, останете и понатаму на оваа фреквенција. Довидување.